Со 21 милион инвестирани швајцарски франци, денес е пуштена во употреба најголемата прочистителна станица за вода во регионот. Од сега таа ќе ги прочистува водите на Брегалница, со што реката, која живот значи за регионот, за краток период се очекува да ја врати богатата флора и фауна. На свеченото пуштање во употреба денес кај селото Мојанци, меѓу другите присуствуваа премиерот Зоран Заев, заменик министерот за животна средина, швајцарскиот амбасадор и градоначалникот на Кочани. Денеска имаме чест со овој свечен настан да ја пуштиме во употреба пречистителната станица за отпадни води Кочани, како една од најголемите инвестиции во Кочани во последните 50 години. Оваа пречистителна станица за отпадни води не е само по тоа Таа е најголема донација на одделот за економска соработка и развој на швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО во Северна Македонија, вредна 21 милион швајцарски франци. За каков капитален проект се работи, објасни швајцарскиот амбасадор во Македонија Сибел Сутертејада. It's my pleasure to take part in the official inauguration of the plant. Моето задоволство е уште поголемо, бидејќи оваа градба, која е најголема швајцарска подршка досега дадена на земјата, е завршена на време, на ефикасен начин и со добар квалитет. On time, in efficient manner and with a good quality. Стартувањето на најголемата пречистителна станица за отпадни води во Македонија е потврда на владините заложби граѓаните да живеат во здрава и чиста животна средина, подвлече заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Сакам да ве уверам дека заштитата на животната средина полека граби кон врвот на приоритетните активности на владата на Република Северна Македонија. Свесни сме дека одржувајќи ја чиста природата, ја чуваме нашата иднина. Со каков капацитет работи прочистителната станица? Пречистителната станица за отпадни води е изградена на површина од 11 хектари. На најниската гравитацијска точка на вливот на реката Масалница во Брегалница и ќе прочистува водите од 9 испусти од Оризари до Подлог, собрани во главен колектор до 12 км. Со целосно автоматизиран оперативски систем, овде ќе се третират отпадните води од домаќинствата и индустријата. Проектираниот капацитет на станицата е 65.000 еквивалент жители. На пуштањето на пречистителната станица со писмено соопштение реагира од локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Станицата за третман на отпадни води се реализира со донација од владата на Швајцарија од 21 милион швајцарски франци, при што во времето на владата на ВМРО ДПМНЕ финансиско учество обезбеди Министерството за животна средина и просторно планирање, како и општина Кочани и КЈП Водовод Кочани. Проектот е отпочнат и започнат 2013 година, а договорот за пречистителната станица е потпишан на 16.1.2017 година и по план требало да се заврши на 26.11.2017 година. Проектот се пушта во употреба како и сите проекти превземени од претходната власт, заедно со обид за партиско промовирање на власт. Стои во реакцијата.